Најпрво сакам да изразам длабоко сочувство за големата трагедија што се случи во Кочани, која одзема десетици млади невини животи, а стотина се повредени. Посакуваме брзо закрепнување на повредените и сила за семејствата на загинатите. Денес е еден од најтешките денови за нашата држава, во кој што требаше да бидеме сите сплотени во помошта кон семејствата што ги бара своите деца низ болниците на државата и ги идентификуваа телата на своите синови и керки, како и во помагање на повредените. Но за жал, денеска видовме дека и човечноста кај најодговорните авторитети во државата е исчезната. Денеска, наместо солидарност, видовме политиканство. Место сплотеност, видовме политички интриги на ден кога тоа не смееше да се случи. Уште од утринските часови, кога стигаа првите информации од Кочани, медиумските јастреби на владеачките партии почна да ги стават темелите на големиот спин, кој што во текот на денот се разви во официјален наратив на владата. Уште во 9 часот наутро, порталот Плюс Инфо ја развива теоријата дека позади овој настан стои некој албанец од Дуи. За да потоа, откако други портали провладини ја објавуваат истечената лиценца од 2023 година, ја бришат веста, за да после неколку часа ја објавуваат веста за некоја фалсификувана лиценца како главен столб на владиниот спин наратив. Наместо министерот за внатрешни работи, кој што е министер во последните 14 месеци, да ја презеде одговорноста што дозволил 12 месеци да работи кабарето без лиценца, секојдневно да се организират собири спротивно на сите законски прописи и стандарди. Тој се обидува на бесрамен начин да ја префрли дебатата на етничка и партиска дименсија. Целосната морална, материјална и кривична одговорност за оваа трагедија не може да се бара никаде друго, освен во самата влада, Министерството за внатрешни работи и општина Кочани. Дуи во почит кон жртвите бара целосна транспарентност и одговорност. Вистината мора да излезе на виделина. Апелираме институциите, партиите да се откажат од обидите да ја прикажуваат Дуи како виновна за се што се случило, се случува или ќе се случи во иднина. Ова не и служи на меѓуетничките односи. Ви благодарам. Сë pari dëshiroj të shpreh ngushëllime për këtë tragjedi të madhe e cila ndodhi në Koçan, e cila mori jetën e 10 të rinjve të pafajshëm dhe qindra të tjerë u lënduan. Sigurisht se dëshirojmë që të lënduarit të shërohen sa më shpejt, po gjithashtu dëshirojmë fuqi për familjet e atyre të cilët humbën jetën. Sot është një nga ditët më të vështira në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në cilën ditë duheshte të gjithë të ishim bashkë në ndihmën dedikuar familjeve të atyre të cilët humbën fëmijët dhe të cilët i kërkonin fëmijët nëpër spitalet e shtetit dhe të cilët i identifikuan trupat e bijve dhe bijave të tyre. Duheshim të ishim të bashkuar edhe në aspekt të ndihmës që duheshte t'u ofrohet të lënduarve. Po për fat të keq, sot pam se njerëzillëku tek autoritetet më përgjegjëse në vend ka humbur. Sot në vend që të kishim solidaritet dhe të ishim të bashkuar, pam intriga politike në ditën
kur kjo nuk guxonte të ndodhte. Që në orët e para të mëngjesit, kur arritën informacionet e para lidhur me ngjarjen në Koçan, mediumet të cilët janë të afërta me partitë politike në pushtet, filluan të vendosin themelet e spinit të tyre të madh, i cili gjatë ditës u zhvillua si një narrativ zyrtare dhe i vetë qeverisë. Që në orën 9 të mëngjesit, portali Plus Info e zhvillon teorinë se pas kësaj ngjarje qëndron ndonjë shqiptar i BDI-s. E më pastaj, kur doli në shesh se licenca ka skaduar, ajo e vitit 2023, portalet proqeveritare fshin një lajm të tillë, e që më pas të publikoj një lajm të tillë se gjoja po qarkullon një licencë e cila është false. E gjithë kjo si një shtyllë e spinit dhe narrativit të qeverisë. Dhe në vend se ministri i punëve të brendshme, i cili është ministër në 14 muajt e fundit, të merr përgjegjësinë sepse ka lejuar në 12 muajt e fundit, për më tepër se 12 muajt e fundit, të punoj diskoteka pa licencë, që çdo ditë të organizohen ahengje në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore e standardet. Ai paturpsisht po mundohet që gjithë debatin ta shndërroj në dimenzion etnik dhe politik. Përgjegjësia e plot morale, materiale dhe penale të kësaj tragjedie nuk duhet të kërkohet askund tjetër përpos se në vetë qeverinë, në vetë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në komunën e Koçanës. Në ndetë të gjithë atyre të cilë humbin jetën, kërkon transparencë e përgjegjësi. Do e mos duhet të del në shesh. Gjithashtu apelojmë edhe te partitë politike që të heqin dorë, që ta paraqesin Bashkimin Demokratik për Integrim si fajtore për gjithçka që ka ndodhur në të kaluar, për gjithçka që po ndodh tani, mund të ndodhë në të ardhmen. Kjo nuk ju shërben marrëdhënieve ndëretnike. Ju faleminderit. Господин Адеми, в кое свойство сте дојдени вечер во овде? Велите да не се политизира состојбата, гледаме дека институциите постапуваат. Дојдовте овде додека е на информативен разговор вашиот сопартиец Скрешник Бектеши. Што точно барате овде или кои се причините зошто сте тука вечерва? Да, јас сум во својство и на подпредседател на партијата, но и во својство на портпарол на Демократската унија за интеграција и секако сме загрижени за целата ситуација и за обидите кои се прават од страна на институциите и од владата. Институциите постапуваат, што се прави? Ве молам, само да одговорам. И еден трагичен настан да се креира и да се трансформира на некоја политичка и етничка дебата. Кај е таа етничка дебата? Ве молам. Уште од раните утрински часови видовме дека имаше портали, ги именував кои се тие портали провладини, кои уште од почеток, уште од рано утринските часови рекоа дека позади овој настан стои некој албанец од Дуј. Па потоа тоа да се избрише, откако се види дека лиценцата е со истечен рок, неважечка, па потоа истите медиуми да објават дека имало некој фалсификувана лиценца, која и таа истата е истечена. Дискотеката работела без никаква лиценца. Значи, денот кога се случило настанот, немало никаква лиценца за работа. Што направила полицијата? МВР, наместо да одговори на круцијални, субстанцијални прашања поврзано со ова, сака да ја претвори оваа трагедија на овој ден кога не смееме ние со политиканство да се занимаваме. На овој ден не смееме воопшто
треба да бидеме сите сплотени, да им помагаме на сите тие семејства. Ние се трудиме со филмови, со спинувања, од провладини медиуми, целата дебата сега да ја водиме околу некој си лиценца, која и да постоеше, не би била важечка. Значи, некои институции требаше да постапат, а не постапиле. Ова е дефокусирање од целава оваа трагедија, да се спаси кожата на некој што не може во вакви трагедии да се спаси. Затоа апелираме, немојте дежурен виновник да биде дуи за што се случило, што се случува или што може да се случи и во иднина. Бараме целосна транспарентност за овој случај. Вистината мора да излезе на виделина и да бидеме сплотени, а не со политиканство да се занимаваме. Да бидеме солидарни, а не со политички интриги. Верите дека институциите сгрешија што го повикаа на информативен разговор? Не сгрешија. И Крешник Бектеши, екс-министерот, рече и доброволно се пријавил. Ако не знаете, ете пред вас ова ке го кажам, го викнале и во Кичево, во полициската станица, но при разговор со полицајците тој сам инсистирал кај вие полесно за вас. Ако са во Скопје ќе дојдам. И дојде во Скопје. Поради ажурност од неговата страна да одговори брзо за секој повик поврзано со овој случај. Но не ми се допаѓаат и не ни се допаѓаат како дуи обидите да ја претворат дуи како дежурен виновник за се. Барам немојте во овој трагични ситуации. Без лиценца работела дискотека, кабарето. Некој мора да одговара за тоа. И да е таа фалсификувана и стечен рок. Значи без лиценца, 2 дена, 3 дена работела воопшто без лиценца. И во вакви ситуации каде што предпоставуваме дека било фалсификувана. Значи затоа немојте, не е ден кај што ние треба да се поделиме и да ја претвориме оваа трагедија во некоја етничка и партиска дебата. Треба да бидеме сите сплотени. Sa disa herë që BDI nuk duhet të jetë fajtor kujdestar dhe duhet të ketë përgjegjësia. Mendoni se dhe kush mendoni se duhet të jap dorëheqje për këtë rast? Pra, të gjitha ata të cilët kanë përgjegjësi lidhur me këtë institucion, ndërsa përgjegjësia është e vetë institucioneve lidhur me këtë rast tragjik, duhet të ndjejnë nevojën për të marrë përgjegjësi. Fillimisht paktën përgjegjësi morale. Bëhet fjalë për 59 jetë të rinjve të pafajshëm të humbura. Qindra të tjerë të lënduar e të plagosur nga një rast i tillë. Faleminderit. Fala.